4 јуни 2021 термин за вестите на КТВ телевизија. Регионалното здружение Тиквешки лозаро-овоштари денеска упатија ново писмо до министерот за земјоделство во кој ги опишуваат проблемите со кои се соочуваат, но имаат и конкретни барања до министерството. Се уште нема активности за договарање околу откупот на винското грозје годинава. Иако ветувавте дека до 15 март годинава ќе се исплатат, се уште не се исплатени дел од ковид средствата. Не е исплатена и редовната субвенција од 2 денари килограм грозје. Бараме исплата на овие субвенции до исплата на субвенциите по хектар површина за лозарите на кои не им се исплатени. Ова се дел од барањата што ги пишуваат од регионалното здружение Тиквешки лозаро-овоштари во писмото кое денес го испратиле до министерот за земјоделство Арјанит Хоџа. Понатаму во истото нагласуваат дека зелената нафта била добра мерка и биле задоволни од истата, но не им биле издадени нови картички со 50% попуст од вредноста на цената на нафтата за оваа година. Ветувавте дека ќе има исплата на средствата за поправка на пумпите за наводнување во село Марена, местото Тисовец, познато како Лазово Мовче. Ветувавте 850 метри каналска мрежа во село Ваташа, К1, пред 4 години, но до ден денес се уште е во неисправна состојба. Бараме каналска мрежа за местноста Овчка река, Смилица, но 4 години проектот не е ниту започнат. Баравме каналска мрежа и пумпна станица во местноста Брушани, но и од тоа нема ништо. Моментално до денес каналите К1 и К2 немаат вода за наводнување, му пишуваат на министерот од Тиквешки лозаро-овоштари. Во писмото бараат да се изврши доплата на лозарите кои предале грозје во Тиквеш по цена од 7 денари за килограм вранец и 6 денари за килограм смедеревка, прва класа, уште по 4 денари. Од здруженијето исто така пишуваат, доколку се врши продажба на земјоделско земјиште, да им се даде можност на локалните земјоделци да го купат по ниска реална цена, а не како досега да доаѓаат одстрана и да ја земаат земјата од населените места блиску до градежната зона. Исто така се бара формирање на комисија за вршење на проценка за мрзнење на лозјата и овошките, а потоа државата да ја надомести штетата. На крајот од писменото обраќање до Министерството, од Здруженијето напоменуваат дека доколку не биле прифатени нивните барања, ќе организирале протести по патиштата и пред владата. Ја прошируваме трговската соработка со Руската Федерација, најави денеска вице-премиерот Љупчо Николовски. Чест ми е што ја предводам македонската владина делегација на овогодишниот меѓународен економски форум во Санкт Петерсбург во Русија, кој што оваа година се одржува со физичко присуство. Ова е значаен светски настан на кој што учествуваат многу компании од Русија од целиот свет, но и многу владени представници и се дискутира за клучните економски теми и предизвици. Се сретнавме со заменик министерот за земјоделство на Руската Федерација, со кој што разговаравме за зголемувањето и интензивирањето на трговската размена помеѓу нашите две земји. Она што особено значено е зголемувањето на извозот на македонските земјоделски производи во Руската Федерација од 2020 година во споредба со 2019 година. Имаме раст на 11% на извозот на земјоделските производи, имаме вкупен раст на извозот на овој пазар од 15%. И тоа се остварува во време на светската пандемија. Тоа е доказ дека треба да ги интензивираме нашите економски соработки и да го искористиме целокупниот простор кој што ни стои на располагање. Затоа договоривме бизнис мисија на клучните руски компании во делот на земјоделството, кои што ќе дојдат во Република Северна Македонија оваа година и кои што ќе ги вмрежиме со македонските компании, се со цел за зголемување на трговската размена. Исто така, како копредседател на меѓувладината комисија за економско-трговска и научно-техничка соработка од македонската страна, се сретнав со мојот руски колега, кој што е копредседател на оваа меѓувладина комисија од руската страна, Алексеј Груздев, и на оваа средба разговаравме за останатите можности кои што ни стојат на располагање. А тоа се во делот на инвестициите во откупно-преработувачките центри, кои што можеме да ги реализираме во Република Северна Македонија, како и инвестициите на потенцијалните руски компании во делот на обновливи извори на енергија и во делот
на енергетиката. Разговаравме за многу други теми кои што се дел од протоколот кој што го подпишавме во 2019 година во Охрид и во делот на инвестиции во инфраструктурата и соработките во делот на културата, образованието и туризмот. Продолжуваме со заеднички напори да ја зголемиме оваа соработка и да донесеме резултати кои што ќе бидат видливи за граѓаните на овие две земји. Денеска заседаваше Советот на Општина Росоман и одржа редовната 52-ра седница. Манифестацијата Духов ден Праскобер годинава сепак ќе се одржи и тоа символично од 18 до 20 јуни. Денеска Советот на Општина Росоман ја одржа редовната 52-ра седница со 3 точки на дневниот ред. Советниците прво едногласно го усвоија записникот од претходната седница, а потоа, исто така, едногласно, го усвоија и дневниот ред. Едногласно помина и првата точка, предлог согласноста за зголемување на бројот на деца по воспитни групи во јавната општинска установа детска градинка Праскичка во Росоман. Советниците дадоа зелено светло и за втората точка, предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за основање на Центар за развој на Вардарскиот плански регион. Трета точка на дневниот ред беше предлог одлуката за одржување, односно не одржување на манифестацијата Духов ден Праскобер. Председателот на комисијата појасни дека минатата година манифестацијата заради пандемијата не се одржа, а годинава предлагаа тоа да биде символично. Поконкретно, манифестацијата би се одржала од 18 до 20 јуни. На 18 јуни би се пречекале делегациите од збратимените градови. 19 јуни е предвиден како спортски ден, односно би се одржал турнир во мал фудбал на отворено и би се извршило символично откинување на првата праска. И на 20 јуни е самиот празник Духов ден, а воедно би се испратиле и гостинските делегации. Буџетот за оваа манифестација во висина од 150.000 денари ќе го обезбеди општината. Советниците и оваа точка едногласно ја прифатија. Изградба на нова детска градинка во Неготино вчера најави Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска вчера уствари средба со градоначалникот на општина Неготино Тони Делков и директорката на јавната општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино Јана Митрева Коцева. На средбата, како што информираат од Министерството, се разговарало за последните подготовки на новата градинка во Неготино, која со својот капацитет од 169 деца ќе стави крај на листите на чекање во детските градинки во оваа општина. Според планот и текот на работите се очекува во наредните 2 месеци градинката да биде ентериерно целосно решена и во месец август објектот да биде отворен. Посветено работиме на зголемување на капацитетите во градинките со единствена цел што е можно повеќе деца од предучилишна возраст да бидат згрижени. Новата градинка во Неготино ќе овозможи сместување на сите деца од предучилишна возраст во детската градинка. Тоа е резултатот на нашата работа и нашите заложби, истакна Шахпаска. Ова детска градинка е дел од проектот за подобрување на социјалните услуги во Република Северна Македонија, која се спроведува врз основа на наменски заем кој владата го доби од Светска банка. Објектите кои се градат се квалитетни и енергетски ефикасни предучилишни установи кои обезбедуваат најдобри можности за учење соодветно на возраста. Исто така воспоставени се нови стандарди и нормативи за градинките, со што просторот во кој децата престојуваат треба да биде уреден согласно нивните потреби за движење и поттикнување на учење преку игра. Министерката најави дека до крајот на годината ќе бидат отворени уште 13 нови градинки кои ќе го зголемат капацитетот на деца за 1400 места. За јавното комунално предпријатие Росоман предстои активен период, најавува директорот на истото Гоце Величковски во изјава за КТВ. ЈПКД Росоман редовно навремено ги извршува своите надлежности во целост. Делот на изнесување на комуналниот отпад, значи редовно и навремено се изнесува сметата од домаќинствата, не само во Росоман, туку и другите населени места. Знаете дека
Пред 6-7 месеци поставивме контейнери во село Сирково, село Манасирец, село Трсен и село Паликура. Пред неколку дена преку општината беа набавени дополнителни 20 контейнери, така да сега имаме однесени во село Камендол, така да и од таму ќе почнеме да изнесуваме смет, се со цел да се намали загадувањето на околината, посебно на околината каде што живее населението во Росоман, во општина Росоман. Со водоснабдувањето немаме некои поголеми проблеми. Во периодот од мај до октомври со заедничката водоснабдување со Кавадарци, со одлуката на Совет од 2015, значи водата за трите населени места Росоман, Рибарци и Манасирец доаѓа преку Кавадарци. Значи таму имаме заеднички одлуки, заеднички договор. Сега за сега е добра ситуацијата. Во другите населени места се бунарски системи. Ние го одржаваме водоснабдувањето во село Сирково, во село Паликура, додека и во село Трстеник, додека во Каменол, Дебриште и Крушевица се локални водоводи, помагаме по потреба кога ќе имаат некој проблем или дефект, тогаш ние се уклучуваме со наши луѓе. Дефекти немаме, значи може да се пофалиме со таа работа и кога ќе се ни се појава, значи во рок од 24 сати се санирани. Околу одржавањето на зеленилата, значи сведоци сме на се поголема изградба на паркови. Ние посебно сега во пролетниот период и до сега вршиме редовно косење, значи редовно косење и одржавање. Имаме веќе 5-6 парка во Росоман. Ги одржаваме грубиштата со опрскање против трева и плевел, редовно 3-4 пати во годината, така да во тој дел гледаме да биде ситуацијата да нема проблеми. Во делот на одржавањето на другите населени места за Дебриште и за Крушевица со изнесување на смет, значи може би во понатамошен период или одржавање на локалните водоводи во понатамошен период со нивна одлука и барење, да имаме две одлуки донесени од село Камендол и село Дебриште за преземење на локалните водоводи, но тоа е во период кој што се следува. За поголемиот број на граѓани кои ќе треба да се ревакцинираат од 17 до 20 јуни во Србија, министерот за здравство Венко Филипче рече дека разговарал со неговиот српски колега Лончар за нив да се организира вакцинален пункт кој би бил поблиску до границата во Врање или во Ниш. Утро разговарав со министерот Лончар да видиме дали може да се организира некој пункт поблиску до нашата земја за очекувано поголемата бројка на граѓани кои што треба да се ревакцинира околу помеѓу 17 и 20 јуни. И зема обврска да целокупниот тој процес го организираме, зашто детално ќе известиме во следните денови кога ќе имаме точни податоци, меѓутоа има расположение. И тоа во насока на овие наши одлични релации и добрососедски односи. Веројатно дека ќе биде во некој од веќе постојните пунктови. Верувам дека тоа е за нив механизам кој што најдобро може да се спроведе, заради тоа што мора да се организира чување на вакцините, фрижидери за складирање, тоа се сепак неколку денови. Разговаравме тоа да биде центарот во Врање или во Ниш, но повторно да договориме се конкретно и ќе ги известиме граѓаните. Во вестите и за препукувањата и преписките на политичките партии, додека ВМРО ДПМН ја блокира изградбата на клинички центар, СДСМ продолжува со капитални инвестиции во здравството, порача денеска од СДСМ. Изградбата на нов клинички центар е историска капитална инвестиција и решавање на децениски проблем во јавното здравство. Периодот на пандемија со коронавирусот уште повеќе ја нагласи потребата од реализација на проектот за изградба на нов, современ, функционален клинички центар, кој ќе обезбеди високо квалитетни здравствени услуги што ги исполнуваат сите современи стандарди во медицината и потребата на граѓаните. Неговата реализација треба да биде приоритет на сите партии,
Но за жал, ВМРО ДПМН го блокира законот за изградба на клинички центар, како што се спротивставува на се што е добро за граѓаните. ВМРО ДПМН и Мицковски со тешки невистини и големи лаги безуспешно се обидуваат да најдат алиби за нивните деструктивни блокади. Со отфрлање на отворената понуда да го водат проектот, тие потврдија дека единствена намера им е да обструираат и блокираат се што е во интерес на граѓаните. Очигледно е дека на ВМРО ДПМН и Мицковски подраго им е парите на граѓаните да се трошат на барок, на гипс картон, на споменици и палми, отколку да завршуваат во капитални инвестиции во здравството. Затоа што нивното 11-годишно владење ќе остане запаметено токму по тие непродуктивни проекти. И додека ВМРО ДПМН е блокира, владата предводена од ЦДСМ продолжува со капитални инвестиции во здравството и ја потврдува својата цврста определба за градење одржлив и ефикасен здравствен систем. По 60 години се реновирани хируршки сали на клиниката за торакална и васкуларна хирургија, каде се извршуваат најсложени операции. Со инвестиција од 60 милиони денари, нашите пациенти ќе добијат здравствени услуги како во најразвиените европски болнички центри. Во изминатите 4 години се реализирани капитални инвестиции во реконструкции и инфраструктура во 32 здравствени установи во земјата. Тоа е резултат на нашата целосна грижа за лекување на пациентите, бидејќи квалитетната здравствена услуга ни е на прво место. Граѓаните треба да знаат дека со ВМРО ДПМН или без него, град Скопје ќе гради нов, модерен и функционален универзитетски клинички центар од 110.000 метри квадратни, кој ќе обезбеди високо квалитетни здравствени услуги. Јавноста знае дека ВМРО ДПМН се спротивставува на се што е добро за граѓаните и за државата. Затоа континуирано губат на избори, затоа уште долго ќе останат во опозиција. Заев да открие дали бугарската декларација да стане составен дел од преговорите со ЕУ, побара на пресконференција пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Денешната пресконференција е поврзана со уште едно предавство во најава, кое што овој пат го спремаат тандемот Заев и Бучковски. За разлика од она што пред неколку години го спремија Заев и Никола Димитров, сега во главна улога како извршител на Заев е Владимир Бучковски. Затоа би сакале да повикаме Заев и Бучковски во овие денови да обзнанат зашто преговараат тајно во Софија. Сметаме дека овие преговори кои што ги водат Заев во Скопје и Бучковски во Софија, далеко од очите на јавноста, се на штета на македонските национални интереси и се спротивни на европските вредности, затоа што се преговара за етногенезата на еден народ, на македонците, и за автономното настанување на континуитетот на македонскиот јазик. Зоран Заев овие денови со неговиот дует Бучковски преговараат нешто што веќе Заев го најави во скандалозното интервју пред половина година, дека ќе потпише анекс или друг облик на гаранција, кој што ќе значи прифаќање на анахроните позиции кои што беа изгласани во декларацијата на Бугарското собрание. Истите се спротивни на македонските национални интереси и се косат со европските права и слободи на секој народ. Самиот Заев тогаш рече дека е блиску до решение, но реакцијата на јавноста беше единственото нешто што го спречи да го направи тоа предавство, и затоа најавуваме дека доколку двоецот Заев-Бучковски се обидат преку овие тајни преговори кои во изминативе 3 дена се водат во Софија повторно да направат уште едно предавство, ќе имаат истата и уште посилна реакција од народот. И во институциите, и на улиците, и на секоја можна форма која што ќе го попречи ваквото предавничко однесување. Да подсетиме дека декларацијата која што беше прифатена
во парламентот во Софија е исклучително штетна и не носи ништо добро за едни рамноправни и добрососедски односи. Туку целата е анахрона и има негаторски став, кој што значи понижување за еден од соседите, а тоа е Македонија како матична држава на македонскиот народ. Затоа сметаме дека двоецот Зоран Заев и Владо Бучковски треба пред македонската јавност да го покажат нацрт текстот на она што го подготвуваат со нивните преговарачи во Софија, во кој што, како што дознаваме од дипломатски извори, прифаќаат декларацијата на Бугарското собрание да стане составен дел од преговорите на Македонија за Европската Унија. Секоја држава која што е кандидат за членство има преговарачка рамка со Европската Унија и таа преговарачка рамка треба да ги содржи стандардите на Европската Унија и нивното достигнување. Но ниедна земја досега не прифатила во преговарачката рамка да се постават услови кои што значат обезличување на идентитетот на еден народ, затоа што тоа е спротивно на вредностите на Европската Унија. Во таа декларација, која што беше прифатена од Бугарското собрание, се негира и постоењето на македонскиот јазик, се негира и постоењето на АСНОМ, се негира и постоењето на антифашистичката борба на македонскиот народ. Заев затоа крие, Бучковски затоа молчи. Сметаме дека двајцата овие корумпирани политичари немаат ниту легитимитет, ниту право да направат ваква долготрајна штета на македонските национални интереси и само за да си ги зачуваат своите позиции, кои што се поврзани со многу афери и корупции, да прифатат Бугарската декларација да стане составен дел од преговарачката рамка на Македонија во Европската Унија, односно да стане дел од поглавието Fundamentals, односно темели, и да стане дел од поглавието број 35, кое што се однесува на други прашања поврзани со соседите земји членки на Европската Унија. ВМРО ДПМН внимателно и будно го следи овој процес. Предупредуваме дека ова е многу штетно за Македонија. Тајните преговори оставаат голем сомнеж дека Заев повторно во преговорите на прво место ќе ги стави своите лични, функционерски и коруптивни интереси, а на штета на македонските национални долгорочни интереси. Македонија не смее да биде понижена и не смее да прифати условите кои што се ретроградни од декларацијата од Бугарското собрание да станат услови за преговори и членство во Европската Унија. Доколку такво нешто се случи, тогаш Македонија нема да има свое образование, своја историја, своја култура и етногенеза, туку ќе има корупција, условувања и ќе има разговори за минатото и за историјата, а нема да има перспектива и развој на државата. Со невистини Мицкоски ги подкопува државните позиции и прави штета на националните интереси, одговорија од СДСМ. Секојаш кога земјава се наоѓа во исклучително важен момент за интеграциите, за еднината, Христијан Мицкоски излегува со груби невистини и ги подкопува државните позиции. Наместо да застане на иста страна, на страната на граѓаните, на страната на државните интереси, Мицкоски шири невистини, шпекулации, си поигрува со чувствата на граѓаните, правејќи штета на процесите. Денеска во име на Мицкоски невистини зборуваше Антонио Милошовски, докажан извор на лажни вести, осуден во Германија, против кого се водат процеси и пред македонските судови. И тоа кажува доволно за нивните нечесни намери. Вистината, почитувани, е различна. Апсолутно се неточни изјавите на Мицкоски, кажани и преку Милошовски. Ниту има нешто тајно, ниту се разговара за македонскиот јазик и македонскиот идентитет. До решение мора да се дојде само преку диалог. Но македонскиот јазик и македонскиот идентитет
не биле и никогаш нема да дозволиме да бидат на маса за преговори. Овој наш став е јасен, разбран и поддржан од граѓаните, но и од пошироката меѓународна заедница. Само Христијан Мицкоски делува деструктивно, само од Мицкоски нема никаква поддршка. Ако мисли дека рушејќи ги државните позиции, минирајќи дипломатски процеси, ќе добие политички поени, Мицкоски се лаже. Граѓаните сакаат напред, не сакаат назад. Ако се плаши дека успехот на татковината е негов неуспех, тоа е негов проблем. Од тука, Мицкоски треба да престане со антидржавните действија, граѓаните тоа не го заслужуваат. Утре сончево и топло со мала локална облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. УВ индекс 8, температура до 31 степен. Тоа беа содржините во вестите на КТВ. Благодарам за вниманието, имајте секој добро со нашата програма.